Сага е уставните измени да се случат и да ги отвориме првите поглавја. Ова е понтонски мост за Мицковски, практично за да отстапи од неговите позиции дека се работи за асимилација, национално предавство. Знаете што се беше наратив во последните година дена. Сега оние бидејќи се принудени да ги земат гласовите, бидејќи притисокот на странците формулиран во таа насока да се завршат уставните измени за да се тргне кон тој пат кон Европска унија, практично они му даваат сега на него лижавче за да влезе во оваа игранка. Меѓутоа, мене ми се чини дека ова сега е креирање на наратив за пошироката јавност, бидејќи они се договорени од претходно. Тоа се виде СДСМ и ВМРО, нели поодамна се зборува дека Заев работеше на тема да ги изближи ВМРО и СДСМ. Средбите на Заев со Мицковски, кои што беа во еден серијал подолго време кон крајот на минатата година, така што очигледно е дека е успеано да се зближат со една цел да се заврши процедурата за промена на уставот. Имате информација дека уште во текот на минатата година имале тајни средби и се договарале и се ова што се случуваше овие 6 месеци е практично парада за јавноста? Да, точно. Точно тоа го твrdам. Знаете дека имаше серија на средби. И се зборуваше прво онака срамежливо дека треба да има влада, па дека тоа би било добро, да се прати наративот на Мицковски, да се прати дуи во опозиција и така натаму. И еве гледате сега одеднаш волшебно тоа се заврши во еден многу краток период, како да е се договорено, како сите да се спремни само да се излезе на пресконференција да се затвори тоа прашање.